Мој длабок впечаток е тоа дека целокупната ова операција прво има идеја, после тоа има планирање, после планирањето има организирање, после организирањето има акција која е контролирана и координирана. Сега зошто тоа така? Уште кога беа протестите за заедничка Македонија, имаше многу изјави дека во колку се избере председател на собранието и така натаму, пратениците тогаш на опозиција ќе бидат фрлани во контењери. Вие тоа го знаете дека сега да не ги кажувам поименично кои изјавува. Имаше претење од многу дека тоа ќе се случи и сето тоа ме наведуваше дека се планира една акција да се изведе на денот на изборот на председател. Второ, кога ми рекоа горе, кога слушнав дека генералот Николовски речено да не го дира, тоа ме наведува дека точно има одредени лица кои се таргетирани. Не од и мене ме познават, него затоа што не сум бил мета на напад, можело да биде колатерална штета. Иако покасно дознав, во почетокот одредена личност, сега од тврдокорните, не се секам името да му го спомене, кој е бил задолжен за мене. Значи, тие работи ме наведуваат за планирањето, организирањето и дека постоело сценарио. Следна работа што е многу важно, ова е законодавен дом, значи највисоката установа во државата. И да вака некој лесно влегне, мора да постои сценарио. Затоа викам саботажа. Саботажа е кога некој од внатре кој е присутен ќе помогне да се изведе некоја акција, а диверзија секој пат ја изведуваат луѓе од надвор. И затоа спомнав дека има саботажа, дека има инсайдери кои така лесно има возможија да влегнат и тоа се веќе после покажа дека е имало содейство. На лице место кога ги видовте поранешни ваши колеги па и останатите кои што ги споменавте дека се од воени лица, се изненадивте ли? Вие сте биле воено лице и влегле ли нели во таква ситуација? Видите, не да се за овој пензионерот не се изненадив. Тој не е служел во армија и така се однесуваше, али за активни војни лица кои се задолжени да го штитат уставниот поредок на државата, да влегнат во законодавниот дом, за мене е тоа големо изненадување. Несватливо. Секој има демократско право да протестира и све. Може пред собранието, али да влегнува во домот во таа толпа, за мене тоа несватливо. И ја кога би бил во ситуација, ја би многу остро реагирал за тоа.